Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Сирија има обврска да ги заштити залихите на хемиско оружје, предупредува Стейт Департментот. Од азиската турнеја на државната секретарка на дневен ред средба со председателот на Бурма, откако Вашингтон ги укина економските санкции против оваа земја. Следат најновите вести. САД вела дека меѓународната заедница ќе ги смета сириските официјални лица за одговорни за заштита на домашното хемиско оружје. Портпаролката на Стейт Департментот Викторија Нуланд рече дека САД неколку пати ја предупредиле Сирија да го заштити ово оружје. Реакцијата дојде откако Wall Street Journal објави дека Сирија го преместува оружјето и дека може да го употреби против мудовници и цивили. Американската државна секретарка Хилари Клинтон треба да се сретне со председателот на Бурма Теин Сейн, откако формално беа укинати економските санкции што САД ги постави против оваа азиска држава. Американски компании може да инвестираат во Бурма за прв пат по 15 години. Најголемата американска банка JP Morgan годинава загуби речиси 5 милиарди долари во лоши инвестиции, двојно повеќе од првичната проценка. Првиот човек на банката, Джейми Даймон, рече дека изминатите месеци значително го намалиле ризикот од тргување на берзата. И покрај загубите, банката јави за профит од 5 милиарди долари во вториот квартал од годината. Во време на силна политичка дебата во САД за одлив на работни места во странство, доаѓа веста дека униформите на американските олимпици се произведени во Кина. Тоа предизвика жестока реакција од републиканците и демократите кои бараат униформите да бидат направени во САД. Најгласен во критиката беше влијатилниот демократски сенатор Хари Рид, кој рече дека комитетот треба да биде застрамен и дека овие униформи треба да бидат запалени. Стивен Тајлер го ослободува местото во тричленото жири во популарното американско шоу Американски идол. Фронтменот на Аеросмит беше дел од 10-та и 11-та сезона на популарното шоу и вели дека е време да му се врати на рокот. Се уште не се знае кој ќе дојде на негово место. Во продолжение на Newsflash, не било никогаш потешко да се биде диктатор отколку денес. Соочени со наглиот демографски растеж, се поголемата невработеност меѓу младите и промените во информатичкиот свет, денешните автократски режими се на голем испит. За диктаторите и како се обидуваат да обстанат стана збор на неодамнашна конференција во Вашингтон, каде ве носиме со следниот прилог. Во битката меѓу репресијата и слободата во 21. век, опозиционите движења се повеќе се вртат кон модерната технологија и ненасилните методи. Се менува и целта на диктаторите. Порано се грижеа луѓето да не дојдат до оружје, а сега се обидуваат да ги спречат да протестираат, вели Вилијам Добсон од магазинот Slate. На неодамнешна конференција за однесувањето на диктаторите и диктаторските режими говореше и Срđа Поповиќ, водач и основач на српското движење што го собори Слободан Милошевиќ од власта 2000-та. Тој наоѓа сличности меѓу некогашните демонстрации во Србија и неодамнешните во Русија по оспорените парламентарни избори. Главно предводени од студенти и лица од средната класа. Имаше ентузијазам и хумор и користеа хумористични тактики. Неверојатно е како различните групи учат една од друга, благодарение на новата технологија. Но и денешните диктаторски режими исто така учеа од активистите. Како што вели Марк Линч од Универзитетот Џорџ Вашингтон, почнале да користат интернет, социјални медиуми и текст пораки против опозиционите движења. Така, некои режими, како не во Египет, успеале да ги абсорбираат опозиционите удари и да се прилагодат на новата состојба. Така наречените нови медиуми во Египет им овозможија на активистите да се организираат, комуницираат и да ја шират пораката. Но истовремено армискиот режим преку државната телевизија ширеше секташка поделеност, страф од хаос што помогна да придобие граѓани против револуцијата. Линч коментира и дека ситуацијата во Сирија покажала дека автократските режими имаат бази на подршка, затоа што многумина граѓани можноста од промени ја доживуваат како закана. Во такви ситуации, вели тој, ненасилните методи се клучни за да се избегне крвава разврска. 15-годишната Кајла Рос од Калифорнија е најмладата во американската гимнастичарска екипа за Олимписките игри. Вели, надпреварувањето во Лондон е остварување на долгогодишниот сон,
но за да исполни олимписката норма морала да работи многу понапорно од врсниците. Кајла Рос не ги минува деновите како другите американски тинејџери. По 30 до 35 часа неделно тренира во гимнастичка сала во градче јужно од Лос Анџелес, а потоа го надокнадува она што го пропуштила во редовната настава на училиште. Тешко се наоѓа време за домашна работа, особено последнава година. Отсуствував од дел од наставата. Кајла вели дека многумина гимнастичарки продолжуваат со школувањето преку часови на интернет, но таа се уште се обидува редовно да го заврши средното училиште. Да ја исполни олимписката норма и да не заостане со училиштето била тешка задача, открива татко и Джейсон Рос. Мора да сте дисциплинирана личност. Од тренингот веднаш да продолжите со домашна работа. Сакате да се одморите или да се дружите, но мора да останете дома и да ја завршите домашната работа. Джени Ли Јанг и незиниот сопруг Хауви Ли Јанг се тренери на Кајла веќе 7 години. Вела дека работејќи тимски се обидуваат да излечат максимум од Кајла. Меѓу нас едниот е како джентлмен. Координирате. Кинезите велат дека мора да имате две страни. Ако таа понекогаш е построга, јас сум поблаг. Не го креваат гласот и мене ми е супер со нив. Олимпијадата беше само далечен сон пред 4 години, кога тренерите ја донесоа Кајла во Американскиот олимписки тренинг центар. И ја направија ова фотографија пред слика од Лондон. 4 години подоцна, таа на вистина ќе биде во Лондон како најмлада гимнастичарка во американската екипа. Во понеделник во Newsflash, Олимписките игри во Лондон ќе се одржат среде светиот муслимански месец Рамазан. Како постот ќе се одрази врз учинокот на спортистите од муслиманската вера. Не пропуштајте понеделничката емисија. Во понеделник во Newsflash, спортот и верата. Вкрстувањето на двата начина на живење предизвик за многумина спортисти. Гледате во понеделнички Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, се гледаме во понеделник.